Почитувани членови на Националниот форум на граѓанските организации, почитувана Сибил, дами и господа, драги пријатели, чест ми е да ве поздравам на овој трет национален форум на граѓанските организации. Денеска сум меѓу долгогодишни граѓански активисти кои се водени од визијата за слободно, праведно и инклузивно општество, и тоа вие го правите и во добри и во лоши времења. Доволно е само да се погледне импресивната листа на активности инициирани или поддржани од Civica Mobilitas, поврзани со COVID-19, за да се стекне представа за солидарноста и иновативноста на граѓанските организации во Република Северна Македонија. Со поканата да учествувам на годишнава дебатна средба, добив и повеќе важни и актуелни теми за кои граѓанските организации, односно вие би сакале да дискутираме. На почетокот, во интерес на времето, ќе се осврнам само на три од нив. Се разбира и тоа накусо. Еден од најголемите предизвици е поларизацијата во општеството. Одлика на секое здраво и слободно општество е способноста и подготвеноста на неговите членови конструктивно да ги надминуваат меѓусебните разлики и несогласувања. За жал, веќе полог временски период македонското општество е високо поларизирано, поречи се секоја основа. Меѓуетничка, интраетничка, политичка, идеолошка и економска, која не ја зборуваме, а е и тоа како присутна. За жал, почесто се фокусираме на она што не раздвојува, а го ставаме на страна она што не поврзува. Политичката дебата се сведе на деградирање на политичкиот противник. Дури и при вработувањето се почесто слушаме дека предност се дава на партиската или етничката припадност на кандидатите, наместо на нивниот карактер, образование и вештини кои ги поседуваат. Ова сигурно дополнително го забрзува одливот на млади и високо квалификувани луѓе од нашата земја. Ако сакаме да го деполаризираме македонското општество, треба да се фокусираме на неколку крупни, клучни прашања. Прво, владење на право, тоа е врвна вредност што е основа за доверба на граѓаните во институциите. Владењето на правото возможува предвидливост и известност за планирање на еднината како на индивидуално ниво, така и на државата. Некои обиди за деполаризација во минатото беа на сметка на правдата, треба тоа да го кажеме, и затоа не го издржаа тестот на времето. Деполаризацијата мора да започне со правдата. Доверба се гради така што граѓаните ќе се уверат дека законите подеднакво важат за сите и дека никој не е над законот или надвор од законот. За воопшто да ја сочуваме надежта на граѓаните во владењето на правото, неопходно е институциите брзо и ефективно да ги решаваат случаите, без да штитат некого или да кријат нешто. Тие постапки мора да се водат максимално транспарентно, за да не се перцепираат како реваншизам, например. Второ, политичка одговорност. Секое неисполнето ветување ја еродира довербата на граѓаните во политиката и во институциите. Нашата политичка генерација мора да ги признае своите грешки и јасно да каже што може да исполни. Ако не може да го исполните тоа што сте го ветиле, треба да си заминете, освен ако тоа не зависи од вашето постапување или непостапување. Трето, деполитизација на општеството и деетнизација на политиката. Секој од нас има должност и одговорност, не реторички, практично, да покаже пред граѓаните дека политиката не е борба на живот и смрт. Минатата година, например, ја поддржав иницијативата за реформа на изборниот модел, преку измена на изборниот законник, во насока на создавање на пропорционален изборен модел со отворени листи и намалување на бројот на изборни единици. Кога се гласа за конкретни луѓе, а не само за партиски листи, предност се дава на квалитетот и идеите на кандидатите, наместо само на нивната партиска лојалност, да не кажам послушност. Верувам дека долгорочно тоа ќе ја намали политичката и идеолошка поларизираност во општеството. Исто така, партиската книжка или етничката припадност треба да престанат да бидат аргумент за вработување или напредување во кариерата и да престанеме да гледаме во другиот непријател, туку просто сограѓанин. Овој процес, речи си сигурно, никогаш нема да го заокружиме до крај, но мора да започнеме. Втората важна тема што сакам да ја опфатам денеска
е создавање на слободно и инклузивно општество. Општество во кое се толерира омраза кон заедница или кон поединец го губи својот морален кредибилитет. Не може да се гради отворено општество врз нетрпеливост или омраза кон различните. Општеството не и припаѓа на ниту една заедница посебно, туку на сите заедници подеднакво. А тоа ќе биде онолку праведно, онолку слободно, колку што ќе дозволат неговите членови. Ова е долг и тежок пат, што треба секој дневно да го чекориме. Деполаризацијата и создавањето на слободно општество се неопходни ако сакаме да ги задржиме младите, кои со нивниот слободен дух, активизам и енергија се секаде клучен фактор. Прво за успешна деполаризација и второ за создавање на слободен и праведен свет. Според Светскиот економски форум, кога младите во светот ги разгледуваат опциите за вработување, во предвид има три клучни критериуми: висината на платата, можноста за напредување и, ова е исклучително битно, го преведуваме во анализите, чувството за општествена цел и мисија. А со секое изневерено очекување го губиме најкреативниот сегмент од нашето општество. Поштовани присутни, пандемијата дополнително ја компликува и онака сложената состојба. Освен што е опасен за повозрастните и ранливи категории, вирусот е штетен и за здравјето, образованието и работата на младите. За младите кои студираат, пандемијата создава дополнителен притисок. Многу студенти ја започнаа оваа академска година на сосема различен начин од досега, со физичка и социјална дистанца и онлайн настава. Во време на пандемија на површина излезе уште една димензија на поларизацијата во нашето општество, а тоа е економската и дигиталната. Меѓу оние кои можат и оние кои не можат да си дозволат пристап до технологијата. Најпогодени од пандемијата се економски и социјално најранливите. Се очекува една од последиците на пандемијата да биде и релативно високото ниво на структурна невработеност, особено меѓу младите, на глобално ниво. Околу 180 милиони млади се вработени во сектори што се најпогодени од пандемијата. Како последица на пандемијата, 1 од 6 млади луѓе во светот е невработен. Кај нас, знаете, не е подобро. Друг проблем е што припадници на нашата генерација, средна веројатно, многу често знаат да ги патронизираат младите и да ги нарекуваат нашата иднина, а при тоа да ги исклучуваат од процесот на носење одлуки кои се однесуваат токму на нив и на таа иднина. Значи, институциите на државата мора да најдат начин не само да ги слушаат младите, туку и да ги вклучат во креирање на политиките и носењето на одлуките. Убеден сум дека инвестирањето во младите може да ни помогне полесно да ги надминеме штетните последици и од пандемијата. Како држава треба да се прилагодиме на новата реалност, а тоа не можеме да го направиме без учество на младите. Благодарам.